представници на општинската администрација, почитувани представници на најмладите, односно се надам ученици на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, представници од Сдружение на граѓани, општинска администрација, како што реков, медиуми и сите останати. Поводот за денешната средба е еден убав настан кој што е како законска процедура траеше малку подолго и се изнамачивме со постапката за избор на изведувач на овие работи, но се надам дека се тоа што се временски рокови и ограничувања ќе стасаме правовремено и ќе имаме еден многу убав објект кој што ќе биде наменет пред се за вас најмладите. Имено денеска правиме промоција и официјално почнување на проектот за уредување на спортскиот комплекс, на кој што се предвидени неколку сегменти. Првиот сегмент ќе биде изградба на атлетската патека, која што се наоѓа околу градскиот стадион, нејзино уредување и ставање во функција по сите стандарди на Светската атлетска федерација. Вториот сегмент е уредување на мини голф терен и третиот сегмент, мислам дека е најпотребен, она што сите вас немладите за сега, тоа е изградба на еден скейтборд парк, затоа што дел од пред општината кој што масовно се користи за оваа намена во текот на летниот период, оваа година исклучително, барем тоа беше забележително во попладневните часови, сакаме да го префрлиме како тежиште на слободни активности и за ваша рекреација и исполнување на вашето слободно време на градскиот стадион, значи уредување на еден трет сегмент кој што ќе биде лоциран исто така во близина на спортскиот комплекс и ќе биде ставен во функција на сите оние содржини кои што ги имаме таму. Проектот е по заслуга, односно е добиен благодарение на Поделението за локален економски развој, кое што аплицираше до амбасадата на Република Бугарија во Република Северна Македонија. Одобрени се средства од околу 70.000 евра, а остатокот од сите и останати средства кои што треба да ги инвестираме како општина ќе бидат вложени во уредување на атлетската патека. Ова ќе биде само уште еден сегмент во и продолжување на сето она што го правиме како општинска администрација или како институција и напорите кои што ги имаме во подобрување во квалитетот на живење и подобрување на условите на спортските објекти. Имено ќе кажам дека оваа година со германската амбасада за односно нивното Министерство за внатрешни работи, организацијата ГИС и ТАК од Скопје, инвестиравме во неколку спортски објекти на подрачјето на Крива Паланка, беа обновени неколку спортски игралишта, беше донирана опрема за поголем број на училишта и спортски клубови. За наше општо задоволство е како најава, проектот оценет за успешно и со истиот проект ќе продолжиме и следната година. И ќе имаме дополнителни спортски активности содржини во тој план. Преку оваа организација исто така значи се работеше на зголемување на капацитетите на спортските работници, спортските клубови, кои што помина низ неколку спортски активности или тренинзи и обуки за анимирање на младата популација и промоција на спортот и спортските активности, односно клубските активности. Исто така можам или морам да потенцирам дека оваа година како донација од страна на B-Milk добивме една прекрасна фитнес зона, а работиме на тоа, имаме уште еден одобрен проект за изградба на мини голф терен во близината на Јарболот, во речното корито, значи во непосредна близина на Градечки мост, проект кој што исто така е потпишан договорот и преку програмата за ИПА, преку гранична соработка со Република Бугарија исто така, ќе биде имплементиран во текот на наредната година. Да го потенцирам и тоа дека општината од минатата година доделува стипендии за успешни спортисти, ги стимулираме спортските клубови преку користење на спортските објекти кои што ги имаме, преку определени субвенции кои што ги даваме кон оние клубови кои што се на највисок ранг на преверување, а исто така она што морам да го потенцирам оваа година, една од наградите кои што беа доделени за почест на 8 октомври, празникот на градот, е прогласувањето на личност која што ја промовира Крива Паланка во меѓународните сфери, а тоа е исто така кошаркарот Андреј Јакимовски, кој што се здоби со оваа престижна награда. Се надам дека се тоа што го правиме ќе вроди плод и значителни активности во насока на подобрување на спортот, спортските активности, здравиот начин на живење и пред се исполнување на вашето
слободно време како млади генерации кои што имате можност да се бавите со ова. Околу конкретно самиот проект, кои се целите, кои се очекувањата или она што ќе биде конкретно направено, ќе му дадам збор на координаторот на проектот Сашко Долевски. Сашко, повели. Много добро. Ја за потребите на презентацијата ќе станам. Значи, Спомнеш самата, само се гледа тука. да. Местиме. Да. Значи, уште еднаш го дојдовте на пресконференцијата, односно презентацијата на проектот со символичен наслов "Подобра спортска инфраструктура за подобро здравје за сите", кој што во имплементација и со помош на донација на владата на Република Бугарија преку програмата Помош за развој. Општата цел на проектот е подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во Крива Паланка преку развојот на културата на здрав живот. Или по-конкретно, специфичната цел се однесува на подобрување на спортската инфраструктура во Крива Паланка преку изградба на атлетска патека, мини-голф терен и скейт парк во рамки на спортскиот комплекс во Крива Паланка. Целата група на која што се однесува проектот се спортистите и спортските клубови, оние кои што професионално се бават со спорт, учениците од основните и средните училишта и рекреативците, оние кои што рекреативно во рамки на своето слободно време се бават со спорт и рекреација. Периодот на имплементација на проектот изнесува 12 месеци или една година. Почетокот на реализацијата на проектот беше означен со подпишувањето на договорот за грант на 30 април 2019 година и ќе заврши едната година на истиот датум 30 април 2020 година. Вкупниот буџет на проектот изнесува 143.177 бугарски левови или во евра околу 73.204 евра, со можност на кофинансирање од 25% кои што ќе бидат искористени за постигнување на подобри перформанси на атлетската патека. Активностите главно се концентрирани во два типа активности, тоа градежни работи и активности за актуализација и визуализација кои што изнесуваат 5% од вкупниот буџет на проектот. Градежните работи ќе се однесуваат на изградба на атлетска патека, лоцирана околу фудбалското игралиште во рамки на спортскиот комплекс, изградба на мини-голф терен кој што е лоциран на просторот помеѓу спортската сала и постоечкото тениско игралиште и скейт паркот кој што е лоциран на крајот на спортскиот комплекс, поточно после тениското игралиште. Атлетската патека ќе биде изработена од гумирана, односно тартан подлога со висок, односно олимписки стандард, кој што ќе овозможи непречено користење и подобра искористеност на самиот простор. Изградбата на мини-голф теренот ќе се врши на површина од 320 метри квадратни, како што рековме на конкретната локација, лоцирана помеѓу спортската сала и тениското игралиште. И тука имаме неколку детали. Еден од деталите како поточно ќе изгледа самата изградба. Содржани се 8 мини-голф патеки, низ кои што ќе може да се одвива овој спорт, не типичен за Крива Паланка, но сепак препознатив за познатите туристички места во регионот. Долго очекуваниот скейт парк особено за младата популација. Изградбата ќе се изврши на површина од 470 метри квадратни и тука имаме исто така еден приказ на поточно како конкретно ќе изгледа, еве тука некои елементи од кои што ќе и пресеци од кои што ќе биде содржан самиот тој објект. Во моментот се работи на конкретната локација и тука имаме прикази од илустрации од она што навистина се случува на лице место на самиот терен. Тука конкретно е делот на изградбата на самиот скейт паркот. Во тој дел благодарам за вниманието, доколку има прашања во врска со проектот.
Повелете. Да, повелете ако има некакви прашања. Очевидно нека се е јасно. Ништо тогаш да посакаме сретна и успешна работа и да се надеваме дека ова како градежна активност се заврши што поскоро, дека временските услови ќе ни бидат наклонети и дека во најскоро време ќе имаме дополнителни забавни содржини кои што ќе бидат од општа корист и задоволство за пред се за младите, но и за сите останати генерации. Добро, тогаш ви благодарам за присуството, тоа е се.